Во новото издание на DigiPlus, Марк Цукерберг тврди дека ја направил најдобрата вештачка интелигенција во светот и дека е бесплатна. Од сега преку YouTube Music ќе можеме да бараме песни со подпевнување. Ве водиме и на големото отворање на Анхош Discovery салонот, а во гейминг делот ќе погледнеме како помина Game Challenges и ќе зборуваме за изненадувањето од Nintendo поврзано со новата игра The Legend of Zelda. Гледајте не до самиот крај. Добре дојдовте во уште едно возбудливо издание на DigiPlus. Нови жешки информации за дигиталните новитети и иновации ви подготвивме и за денеска, па веќе знаете дека треба добро да се опуштите и да не изгледате до самиот крај. Па да почнеме. Почнуваме веднаш со ударна вест кога станува збор за вештачката интелигенција. Марк Цукерберг тврди дека е направил најдобрата вештачка интелигенција во светот и дека е бесплатна. Еве што досега е познато за Лама на Цукерберг. Компанијата Мета презеде неконвенционален пристап кон промоција со објавување на својот најнов модел на вештачка интелигенција. Лама 3.1, позиционирајќи го како еден од најдобрите модели во светот. Имено тој ќе биде достапен бесплатно, за разлика од затворените системи на другите компании за вештачка интелигенција. Иако конкретните трошоци за развој не беа откриени, извршниот директор на Мета, Марк Цукерберг, нагласи дека Мета инвестира милиарди во вештачката интелигенција. Отворената стратегија на Мета го предизвика конвенционалниот развој на вештачка интелигенција и предизвикува загриженост за разлика од неконвенционалното ослободување на вештачката интелигенција во јавната сфера. Лама 3.1 е дизајнирана за да избегнува штетни одговори, иако може да се измами за да се заобиколат овие заштитни мерки. Мета тврди дека Лама 3.1 има ривал на предводниците на OpenAI, Google и Anthropic со 405 милиарди параметри, ги надминува претходните верзии со 70 милиарди и 8 милиарди параметри. Ова е многу возбудливо, вели Перси Лијанг, вореден професор на Универзитетот Стенфорд. Тој сугерира дека ако Лама 3.1 се покаже како ефективна, многу програмери може да се префрлат на понудата на Мета. Во отворено писмо, Цукерберг ја спореди Лама 3.1 со Linux, кој напредуваше и покрај првичниот скептицизам за софтверот со отворен код. Верувам дека вештачката интелигенција ќе се развива на сличен начин. Денес неколку технолошки компании развиваат водечки затворени модели, но софтверот со отворен код брзо ја затвора празнината, напиша Цукерберг во писмото. Потегот на Мета исто така го обезбедува своето влијание меѓу истражувачите и стартапите за вештачка интелигенција и покрај тоа што Лама 3.1 не е целосно отворен извор поради ограниченоста за комерцијалната употреба. Најновиот модел на Лама е преголем за стандардните компјутери, но до него може да се пристапи преку облак провајдерите како Databricks, Croc, AWS и Google Cloud. Програмерите може да користат и Meta AI за да комуницираат со најновиот модел на Лама. На Лама му недостасуваат мултимедијални способности за разлика од моделите на OpenAI и Google, но Мета тврди дека одлично се интегрира во друг софтвер, што потенцијално ја подобрува вештачката интелигенција. По појавата на ChatGPT кон крајот на 2022 година, некои експерти повика на пауза во напредувањето на вештачката интелигенција, поради загриженоста за нејзината злоупотреба. Иако екзистенцијалните ставови се намалени, останува загриженоста за хакирање или вооружување. Мета прави ригорозни безбедности тестови за своите модели и планира да објави алатки за умерени и безбедни резултати на Лама. Идните изданија ќе се оценуваат од случај до случај, вели портпаролот на Мета Џон Карвил, а Ден Хендрикс, директор на Американскиот центар за безбедност на вештачка интелигенција, ги пофали напорите на Мета за тестирање и смета дека Лама 3.1 е вреден за безбедностните истражувања за вештачка интелигенција. Новото издание на Лама 3 ќе има возможност на истражувачите надвор од големите технолошки компании да го спроведат многу потребното безбедносно истражување за вештачката интелигенција, верува тој. Кога сме кај новитетите, доаѓаат и нови функции на YouTube Music, кои во голема мера го олеснуваат корисничкото искуство.
Услугата YouTube Music доби некои нови функции, вклучително и алатката Hum to Search, која претходно беше во бета верзија за корисниците на Android. Услугата YouTube Music доби некои нови функции, вклучително и алатката Hum to Search, која претходно беше во бета верзија за корисниците на Android. Споменатата алатка има возможува на корисниците да пребаруваат во каталогот на YouTube Music со преку 100 милиони официјални песни користејќи природни звуци. Се што треба да направите е да притиснете Search и да побарате иконата во облак на бранови. Алатката ви овозможува да подпевнувате песна или да ја пуштите на друг инструмент. Функцијата Hum to Search доаѓа до преплатниците на YouTube Music на платформите iOS и Android. YouTube исто така работи на функција наречена AI генерирано конвенционално радио. Алатката има возможува на луѓето да користат природен разговор за да ја опишат радиостаницата што сакаат да слушаат. Алгоритмот повеќе ќе ги користи тие информации и ќе создаде приспособено радио. Споменатата функција моментално е достапна само за одредена група корисници и е во фаза на тестирање. Како ли ќе реагира радиоиндустријата после ова и дали ова реална закана за радијата ќе дознаеме веројатно за кратко време. Овде малку ќе здивнеме, а по рекламите ве водиме на отворање на новиот Anchoch Discovery, но имаме и супер гейминг вести. Се гледаме за кратко. Еве на назад. Вие сте со Digi Plus, а како што знаете, ако сте наш редовен гледач, сигурно очекувате нови попусти и дигитален ваучер од Anchoch, кој го обезбедуваме за вас секој издание. Така и денеска, скенирајте го QR кодот кој го гледате на екранот и добите дигитален ваучер со специјален попуст на производи кои можете да ги купите во Anchoch само со нашиот купон. Може да сканирате сега, но и доколку не гледате на нашиот YouTube канал DigiTV MK, каде што можете да ги изгледате сите изданија од оваа сезона. А сега ве водиме на големо отворање на новиот Anchoch Discovery. Продажен салон кој што можете да го најдете во Ramstore. Еве што се може да најдете таму. Здраво, здраво на сите гледачи на Digi Plus. Добре дојдовте на големото отварање на најновиот и можам нескромно да кажам најексклузивен продажен салон Anchoch Discovery. Посетеноста, како што може да забележите, во огромен број, на наше многу големо задоволство со оглед на тоа што е летен период. Возбудени сме околу отварањето на овој салон. Ова е 20-ти поред продажен салон во низата, односно нашата продажна мрежа распространета низ ширум низ нашата земја. Да дадам одговор на прашањата кои што многу ми го поставија, зошто токму Anchoch Discovery. Anchoch е компанија која што секогаш се труди да внесе иновативност, да пронајде нешто ново, интересно, возбудливо од областа на IT, гейминг, аудио и видео, односно делот кој што ние нели го работиме. Discovery е некако име кое што се вклопува во целата таа приказна. Односно ја истакнува точно нашата мисија и цел. Да пронајдеме нови производи, да ги донесеме на македонскиот пазар, да ги донесеме поблиску до нашите клиенти. Она што може да се забележи овдека е доста ексклузивен интериер. Исто така имаме аудио соба во која што имаме огромен број на аудио производи од светски реномирани брендови, каде што нели сите наши клиенти може да влезат, да ги испробаат, да ги чујат, односно лично да ги искусат тие производи.
Неизоставен дел од нашата понуда се секако смарт уредите, кои што ги имаме во огромен број од сите светски реномирани брендови, најактуелните модели, се што може да се сретне низ светот во денешно време. Она по што можам да кажам се разликува овој продажен салон е гейминг понудата. Анхоч го работи гейминг делот како еден од многу важните сегменти кои што ги работиме во целост, со тоа што таа гейминг понуда се трудиме да ја збогатиме и да ја зголемиме секојдневно, токму поради тоа ни треба поголем простор за изложување. Овој пат во Анхоч Discovery имаме поголем гейминг дел во кој што имаме изложено голем број на гейминг производи. Значи клиентите може да седнат на гейминг столица, да ја искусат лично, да се одберат, да видат дали тоа периферија, џојстици, мауси, тастатури, без разлика. Она што е многу важно и што сакам тука да го нагласам е овој штанд на Nintendo. Nintendo штандот е официјално поддржан од Nintendo. Обезбеден е со Nintendo производи и може да се изиграат најпопуларните Nintendo наслови токму на конзолата на Nintendo Switch OLED. Дополнително имаме голем избор на Nintendo додатоци, односно џојстици, разни свичеви кои што дополнително би ја разубавиле вашата Nintendo конзола, огромен број на популарни Nintendo наслови игри кои што може на лице место тука да се испробаат на Nintendo Switch OLED конзолата. Благодарам на сите што не посетија во толку голем број за време на големото отварање на Анхоч Discovery. А за тие што не успеавте, препорака. Од сега, Анхоч Discovery, први кат во Рамстор Мол, ве очекуваме. Дојдете, одберете си го вашиот умилен производ, без разлика дали се работи за IT, гейминг или аудио опрема. Секогаш ги имаме најповолните понуди, најголемиот избор, се со цел задоволство на нашите клиенти. Веднаш по отварањето, новиот Анхоч Discovery продолжи со изненадување за геймерите, па така веќе следниот ден можевме да видиме дел од Gaming Challenge-от во 3 игри и најдобрите се разбира да погледнеме како ги освојуваат наградите. Ајде да погледнеме како се поминавме таму. Здраво на сите, моментално се наоѓаме во Анхоч Discovery и денот е недела, летен период е, меѓутоа тоа не запира да се дружиме во една ваква, да речам, атмосфера кај што е исполнета со луѓе, исполнета со геймери, ентузијасти. Организираме 3 Game Challenges, како што зборев во неколку емисии претходно. Едниот е во Minecraft кој ќе биде најкреативен, другиот е во Mario Kart кој ќе биде најбрз во соработка со пагода и третиот, да го поздравам Фиджи кој што го организира турнирот, е Street Fighter 6, односно тепачка игра кој ќе биде најсилен. Заинтересираноста е голема и многу сум среќен што има пријавени во секој сегмент од овие 3 игри учесници, бидејќи се многу различни игри и тоа е доказ дека луѓето се заинтересирани за сите типови на игри и дека културата во Македонија може и понатаму да ја прошириме. Секако најдобрите во сите 3 турнири ќе си добијат награда и тоа ќе биде баш интересно, бидејќи ќе може да се надпреваруваат и да се надигруваат. И тоа што е најбитно е што сега завршуваме летната сезона со Анхоч и се надевам август месец малку ќе одмориме, тоа значи сите да повежбате, да играте во вашата омилена игра и од септември натаму не чекаат нови сили, нови предизвици во геймингот. Се гледаме. Чао, чао.
Навистина одлична атмосфера. А кога сме кај гейминг делот, да продолжиме со најавите на Nintendo, кој ги изненадува фановите со повеќе играчки ликови во The Legend of Zelda. Велат информациите кои што Nintendo ги држаше во строга тајност. Но веќе не. Еве што се очекува во новата Zelda игра. Старосниот рейтинг за престојната игра The Legend of Zelda Echoes of Wisdom откри што Nintendo се обиде да сокрие, дека играта сепак ќе има повеќе ликови за играње. Ова информација, која се појави на веб страницата на ACRB, предизвика големо возбудување меѓу фановите на серијалот. Според рейтингот, играчите ќе можат да управуваат со повеќе од еден лик, што представува значајна промена во традиционалната форма на игрите од серијалот. Серијалот The Legend of Zelda е познат по својата фокусираност на ликот Link, која обично е единствениот лик што играчите можат да го контролираат. Поведувањето на повеќе ликови за играње е голем чекор напред и отвара многу нови можности за приказната и геймплеот. Оваа новост доаѓа по долгогодишните шпекулации и барања од фановите кои сакаат да видат поголема разновидност и длабочина во играта. Nintendo се уште не ја потврди оваа информација официјално, но фановите веќе почнаа да шпекулираат кои би можеле да бидат новите ликови. Некои од најпопуларните теории сугерираат дека принцезата Зелда ќе биде еден од ликовите што ќе можат да се играат, додека други мислат дека ќе има целосно нови и оригинални ликови. Ова откритие го подигнува нивото на возбудливоста за играта, која веќе беше еден од најзначајните наслови на годината. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom беше најавена минатата година и оттогаш привлекува големо внимание со своите трейлери и промотивни материјали. Во нив се гледаат нови светови, непријатели и механики, кои ветуваат свежо и озбудливо искуство за играчите. Со на новото откритие за повеќе ликови за играње, очекувањата се зголемија уште повеќе. Оваа новост потенцијално може да ја промени динамиката на играта и да донесе стратешки елементи. Многу играчи веќе почнаа да планираат како ќе ги искористат новите можности, а некои дури почнаа да организираат онлайн дискусии и теории за тоа што може да се очекува. Ова само покажува колку е силна и лојална заедницата на The Legend of Zelda. Покрај тоа, ова откритие ги поттикна и шпекулациите за тоа како се развива приказната во новата игра. Фановите се надеваат дека повеќето ликови ќе донесат нови перспективи и длабочина во наративот, што ќе ја направи играта уште поинтересна и привлечна. Nintendo се познати по својата способност да изненадат и да донесат иновативни промени во своите игри. И изгледа дека The Legend of Zelda нема да биде исклучок. Во секој нов детај што се појавува, играта изгледа се подобра и попривлечна, што само е зацврстува незината позиција како една од најочекуваните игри на годината. Monsters have different abilities, so choose the one you want to create based on the situation. Wisdom is key after all. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom launches September 26th. Верувам дека ви беше интересно до самиот крај со се оно што имавме можност да ви го презентираме во ова издание на Digi+. Овдека ќе ви посакаме убаво лето. Се разбира, вие одлучувате како ќе го поминете слободното време и летниот период, а нормално веќе од есен ние одлучуваме што се вас ќе ви интересира и нормално ќе го задржи вашето внимание во новата сезона на Digi+. Во меѓувреме бидете со сите оние содржини кои што досега сме ги презентирале, но и со оние новитети, но преку нашата веб страница digitv.mk, а доколку нешто сте пропуштиле, не имате на социјалните мрежи Instagram, TikTok, Facebook, а се разбира и сите емисии на DigiTV.mk на YouTube. Ви благодариме што не следевте цела ова прва сезона и се гледаме од септември. Голем поздрав!